Почитувана председателка, имав тука два амандмани што се однесуваат и на студентски стипендии и на студентски оброк, па има некои факти кои сакам да ги појаснам и да ги искажам од оваа говорница. Почитувани колеги, кога зборуваме за младите и студентите, секогаш зборуваме за иднината на нашата држава, тоа го знаеме сите многу добро. Затоа една од главните определби на владата на Македонија е директната поддршка за студентскиот стандард и создавање подобри услови за образованието во Македонија. Преку мерката за субвенционирање студентски оброк, студентите добиваат 140 денари дневно, односно приближно 3000 до 3500 денари месечно, зависно од бројот на денови за користење. За оваа мерка на годишно ниво владата издвојува над 900 милиони денари, средства кои директно се насочени кон подобрување на студентскиот стандард и поддршка на студентите. Основната студентска стипендија изнесува 6050 денари месечно, односно 54450 денари годишно за 9 месеци, додека за студентите од дефицитарните научни области поддршката достигнува до 18000 денари месечно, односно 162000 денари годишно. Но поддршката за студентите не завршува, почитувани колеги, тука. Само со финансиска помош се инвестира и во подобрување на условите за живот и студирање преку реконструкција на унапредување на студентските домови, со цел студентите да добијат современи подобри услови за престој. Дополнително преку мерката како инженерскиот прстен се подобруваат и поддржуваат најдобрите студенти од инженерските области, а преку политиките за поврзување на образованието и пазарот на труд се отвараат можности за вработување на најдобрите студенти, со цел знаењето и талентот да останат и да се искористат во Македонија. Посебно внимание се посветува и на најуспешните студенти, кои своите знаења и достигнувања ги покажуваат на највисоко меѓународно ниво, вклучително и на студентите кои се рангираат високо според меѓународните критериуми, како академско рангирање на светските универзитети, со цел нивниот успех да биде препознаен и да се создадат можности за понатамошен професионален развој. Овие бројки, почитувани колеги, и мерки кои се од владата на Македонија покажуваат дека поддршката за студентите не е само декларативна поддршка, туку конкретна и мерлива. Со директни средства за исхрана, стипендии и подобри услови за студирање и можности за професионален развој се создава амбиент во кој младите можат полесно да се образуваат и да градат својата иднина во Македонија. Тоа е политика која следува влада инвестиција во знаењето за младите и иднината во државата, а за овие мерки сведоци сте и вие, затоа што студентите секојдневно ги користат. Благодарам.